Денеска или најдоцна до утре Македонија официјално ќе побара екстрадиција на Никола Груевски. Целосната документација е подготвена, само се чека нејзино испраќање до администрацијата на Виктор Орбан. Министерката за правда Рената Десковска вели дека преведени се сите обвиненија и сите истраги кои се водат против Груевски и дека истите ќе завршат во рацете на надлежните институции во Унгарија. Десковска дополнува дека ќе бидат испратени дополнителни материјали, бидејќи станува збор за обемна документација со која се бара екстрадиција. Кога и 9 месеци се решавало по постапка на азил, а јавноста веќе знае дека секогаш постапката за азил е приоритетна во однос на постапката за екстрадиција. Ние ќе си го доставиме барањето за екстрадиција, значи тоа е веќе изготвено. Дел од материјалите се целосно преведени, дел накнадно ќе бидат доставени, бидејќи тоа се огромни материјали, со оглед на тоа што ние во нашето барање за екстрадиција ќе бидат опфатени не само пресудата Тенк, туку сите обвиненија кои што постојат, сите истражни постапки, дури предистражна постапка. Сите ќе бидат наведени во барањето за амнестија, за екстрадиција и сите тие ќе бидат основ практично за утре, ако се екстрадира, да може да се гони. Од друга страна, шефот на унгарската дипломатија Петер Сјарто од Брисел испрати порака дека ниту еден негов колега не го покренал прашањето за азилот на Груевски. Одговарајќи на новинарско прашање, Сјарто рече дека Груевски изразил желба да поднесе барање за азил во унгарска амбасада, но владата на Унгарија немала никаква улога во неговото бегство. Унгарските власти првпат разбрале за случајот во една од соседните земји во Македонија, а Груевски целосно законски дојде во Унгарија во согласност со релевантните национални меѓународни закони, а сите премени беа легитимни. Унгарските власти, врз основа на безбедносни мерки, одлучиле да го сослушаат неговото барање за азил и тоа во Централната канцеларија на Бирото за имиграција и азил во Будимпешта. Ниту еден колега од Европската Унија не го покрена случајот во понеделникот. Според информациите, планирано е Сјарто со неговиот македонски колега Никола Димитров да одржи билатерални разговори на маргините на самитот на НАТО во Брисел на почетокот од декември. Сјарто вели дека за Унгарија поддршката на Македонија не е прашање на партијска или владена симпатија и дека азилот на Груевски не е политичко, туку правно прашање.